Советот на општина Струмица по повод денот на заштитниците светите 15 вериополски свештеномаченици денес ја одржа свечената седница на која свое обраќање имаше градоначалникот Коста Јаневски. Тој подлече дека патронот треба да го негуваме и секој со свој придонес да ја градиме Струмица, оти општината не се сака само со зборови, туку и со дела. Јаневски истакна дека светите 15 вериополски свештеномаченици биле и ќе бидат звезда воделка на струмичани. Вербата, човечноста, љубовта, непоколебливоста, хуманоста и сите други доблести кои ги поседувале служителите Господови, треба да ни бидат урнек за креирање на нашите животни патишта. Згора на тоа, тие ставиле неизбришлив печат за повеќе вековното значење на овој наш град, во кој живееме, се радуваме, тагуваме и обстојуваме. Токму затоа имаме немал број причини да го чуваме споменот за нив и да ја негуваме бесценетата лепеза која произлегла од нивните духовни проповеди. За да го сториме тоа, мора да престанеме да изслугуваме на суетата, мора зборот ние да го ставиме пред зборот јас, мора да ги повикаме на помош свеста и совеста за да ни бидат сопатници во животот. Како насушна потреба за вода и леп, имаме потреба да ја пронајдеме вистинската терезија, онаа со која се мерат нештата во животот. На една страна од терезијата се наоѓа омразата, злото, нечовечноста, лагата, а на другата љубовта, добрината, човечноста, вистината. И нашиот Севишен Господ и светите 15 вериополски свештеномаченици, но и сите ние добро знаеме кои нешта повеќе тежат и кои нешта на крајот триумфираат во животот. Во тој поглед, неприкосновена е вистинолюбивоста за која секој човек е жеден и гладен. Но секој човек треба да знае дека лагата е снегот, а вистината е сонцето. Сонцето на нашето живење, а сонцето е тоа што го топи снегот. Нам ни останува само да бидеме добри луѓе. Да бидеме луѓе достојни на зборот човек. Треба да не им се подчинуваме на стереотипите и предрасудите. Да го почитуваме минатото, но не да му робуваме. Да мечтаеме за иднината, но да не ги оставаме мечтите неподкрепени. Да ја живееме сегашноста сонувајки со отворени очи и ползувајки го јавето во кое ќе бидеме градители на безвременски мостови кои ќе ги поврзуваат луѓето за да се почитуваат и сакаат повеќе. Да бидеме големи и да го откриеме скриеното богатство на нашите души и срца. Големината на човекот се мери со љубовта, добрината кој ги носи во себе и несебично ги споделува со останатите. Едно добар ден, една насмевка, еден убав збор и една подадена рака вредат повеќе од сите богатства на овој свет. Да сме и верни на верата и да ја негуваме љубовта кон 15 светители и кон Христа. Да си ја сакаме Струмица, како што се сакаат ближните и најмилите. Да си ја сакаме не само со зборови, туку оставајки белези на нашето постоење, како надградба на нејзиното долговековно постоење. На денешната свечена седница беа доделени годишните награди. Наградата за животно дело му припадна на Перо Христов, а општински годишни признанија добија и научникот Томе Евтимов, Центарот за култура Антон Панов, Музичкото училиште Боро Џони, доктор Светлана Маџункова Треводалиева, Сдруженијето за подршка на лице со Даунов синдром Вера, крводарителот Симеон Николов, новинарот Ристо Тасев и поетот Ице Биличев. Од името на наградените се заблагодари Перо Христов. Од името на сите добитници на награда, искрено ви се заблагодарувам на сите и мислам дека ете дојде денот кога ја добив најголемата награда во мојот живот и секако ќе се потрудам се додека можам да ви пеам и да ја презентирам песната во цел свет.
Утрово по повод празникот, светите 15 веројаполски свештономаченици во истоимената црква во Струмица беше одржана и света божествена литургија, со која чинено началствуваше поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан.